Нашата држава, нашите институции и пред се нашите граѓани заслужуваат правосуден систем што ќе биде символ на правдата, транспарентноста и владењето на правото. Судскиот систем мора да функционира како независен столб на демократијата, ослободен од политички, економски и било какви други влијанија, што би можеле да ја компрометираат неговата основна мисија – заштита на правата на граѓаните и обезбедување правична и ефикасна правда. Наместо да биде инструмент во рацете на моќниците, судството мора да биде гарант на правниот поредок и силен браник против злоупотребите и корупцијата. За жал, сведоци сме на долгогодишни системски слабости, судски скандали и институционални неправилности, кои сериозно ја подкопуваат довербата на граѓаните во правосудниот систем. Наместо да се гради правна држава во која сите се еднакви пред законите, се почесто гледаме дека одредени структури уживаат заштита од одговорност, додека обичниот граѓани се соочува со бавни, неефикасни и често неправедни судски процеси. Како што е предвидено со законските прописи, Собранието на Македонија има важна улога во следењето и оценувањето на работата на Судскиот совет, клучната институција која треба да гарантира независност, професионалност и непристрасност во судството. Согласно Законот за Судскиот совет, секоја година Собранието треба да разгледа и да го усвои годишниот извештај за неговата работа, со што се обезбедува институционална контрола врз неговото функционирање. Сепак, на седницата одржана на 16 декември 2024 година, пратениците го одбија годишниот извештај за работата на Судскиот совет за 2023 година. Овој потек беше јасен показател за сериозните сомнежи и незадоволство од начинот на кој ова тело ја извршува својата функција. Во извештајот подготвен од Комисијата за политички систем, детално се елаборирани ставовите на пратениците, кои беа основа за донесување на заклучокот со кој се бараат промени во Судскиот совет. Фактот што Собранието не го усвои извештајот укажува на сериозни критики кон работата на Судскиот совет, кој наместо да биде чувар на судската независност, во јавноста се почесто се перципира како тело под влијание на политички и на бизнис интереси. Оваа состојба дополнително ја намалува довербата на граѓаните во правниот систем и ја нагласува итната потреба од реформи што ќе го ослободат судството од притисоци и манипулации. Отфрлањето на извештајот не е само формален чин, туку силна порака дека правосудниот систем се соочува со длабоки проблеми што мораат итно да бидат адресирани. Како што веќе реков, Судскиот совет како највисоко тело во судскиот систем кој ја гарантира независноста на судството, има клучна улога во функционалноста на правниот систем. Павлина Црвенковска, како избран член на Судскиот совет од страна на Собранието, подлежи на ваков надзор и има обврска да одговара пред законодавниот дом за своите постапки и одлуки. Почитувани граѓани, интерпелацијата представува демократски механизам со кој Собранието како највисок законодавен дом врши контрола врз носителите на јавни функции кои се избрани или именувани од истото тоа собрание. Ова е клучен инструмент во парламентарните демократии, преку кој пратениците можат да бараат одговорност од функционерите кои имаат значајна улога во управувањето со институциите и обезбедувањето на владење на правото. Фактот што оваа интерпелација е поднесена токму против Павлина Црвенковска покажува дека има сериозни сомнежи за незиното работење и почитување на принципите на независност, непристрасност и законитост. Во демократскиот поредок, секое избрано или именувано лице од страна на Собранието мора да биде предмет на одговорност пред граѓаните, а интерпелацијата е еден од начините за тоа. Ова не е само право на претениците, туку и нивна должност во име на јавноста и на граѓаните кои што ги избрале. Судскиот совет, како највисоко тело во судскиот систем, има клучна улога во гарантирањето на независноста на судството. Наместо тоа, овој совет стана полигон за партиски инсталации и алатка за заштита на криминалот на СДСМ и ДУИ. И кога зборуваме за партизација на Судскиот совет, за злоупотреба на функцијата и за манипулирање на судскиот систем, еден од најочигледните примери е токму господјата Павлина Црвенковска. Павлина Црвенковска во минатото беше шеф на кабинет на поранешниот премиер Владо Бучковски. Не треба да се заборави дека Бучковски не беше само премиер, туку беше и лидер на СДСМ, што недвосмислено покажува дека Црвенковска е длабоко вкоренета во партиските структури. Ова значи дека незиното действување во Судскиот совет не е резултат на стручност или независност, туку на политички договори и долгогодишни релации со партијата што ја поставила на одговорна позиција.
Незиниот избор, кој очигледно беше политички мотивиран, ја донесе во судскиот совет, иако немаше ниту еден ден судиско искуство. Иако тоа можеби не е формално незаконски, во суштина представува понижување за долгогодишните судии, кои ја градат својата кариера со труд и посветеност, надевајќи се дека еден ден, токму поради нивната професионалност, ќе бидат дел од ова тело. Наместо нив, на клучни позиции доаѓаат лица со партиски или други заслуги, што само ја потврдува заробеноста на судството и клиентелистичкиот систем, кој го уништува интегритетот на правосудните институции. И еве го парадоксот. Лице кое не е судија, кое е позиционирано до највисокиот партиски врв на СДСМ и која била избрана во собранието во рок од само 4 месеци, внимавајте, станува председател на судски совет, на тело кое треба да го гарантира интегритетот и независноста на судството. Дополнително, врските на Црвенковска со финансискиот скандал околу Евростандард банката создаваат уште поголем сомнеж во незиниот интегритет. Фактот што компанијата на незиниот сопруг должи 1,6 милиони евра на пропаднатата банка, а таа истовремено имаше клучна улога во правосудниот систем, отвара сериозни прашања за судир на интереси. Конечно, оставката на Павлина Црвенковска од позицијата председател на судскиот совет дојде како јасно признание на политичкиот хаос во судството, особено по незината изјава дека и таа, како и целото судство, биле под притисок од судско бизнис елити. Но наместо да ги разоткрие тие елити и да ги посочи конкретните имиња, таа никогаш не ги именуваше, што отвара сериозни сомнежи. Дали со тоа сакаше да ги заштити тие што ја оценувале, или пак самата била дел од таа судско бизнис елита? Ова прашање е клучно, затоа што ако некој е доведен во ситуација да биде жртва на уцени и притисоци, логично е да се запрашаме дали таа личност е без интегритет и дали е подложна на корупција. Она што дополнително ја прави оваа ситуација сомнителна е фактот што Црвенковска даде оставка од функцијата председател на судскиот совет, но не се повлече целосно. Остана како член на истиот тој совет. Ова создава уште поголема контрадикторност. Ако навистина била под притисок и ако состојбите се толку алармантни, зошто тогаш не замина целосно? Дали незината оставка била само тактички чекор, обид да ја симне одговорноста од себе, но истовремено да остане дел од истиот систем што предмалку го критикуваше? Ако некој навистина е чесен и безкомпромисен, тогаш единствениот исправен чекор би бил да проговори и да ги разоткрие оние што се обидуваат да вршат влијание. Наместо тоа, Црвенковска се повлече само делумно, оставајќи зад себе уште поголема магла околу улогата на судскиот совет во корумпираниот правосуден систем. И ова не е прв случај кога функционери во судството, наместо да се борат против притисоците, одбираат да молчат и да ја напуштаат цената само делумно. Доволно за да избегнат директна одговорност, но не и целосно да се откажат од привилегиите што им ги носи позицијата. Но нивното молчење зборува повеќе од било која изјава, а тоа е дека македонското судство е толку заглавено во клиентелизам и политички пазарења, што дури оние на највисоките позиции не може да му одолеат. Ако навистина постојат судско бизнис елити, што ги држат конците на правдата во земјата, тогаш јавноста заслужува да знае кои се тие. Без конкретни имиња и без јасна одговорност, приказната за оставката на Црвенковска не беше ништо повеќе од уште една темна епизода во долгата сага на заробеното македонско судство. Граѓаните одамна ја загубија довербата во правосудниот систем. Наместо да биде темел на правдата, судството се претвори во алатка за заштита на криминалците и корумпираните политички елити. Доволно е да се погледнат бројките. Само 2% од граѓаните имаат доверба во судството, што е поразително и е јасен показател за длабоката криза во која што ни се наоѓа системот. Судството е сервис на моќниците, а не на граѓаните. Очигледни случаи на криминал се затвораат поради застареност, што не е ништо друго освен смислено одолговлекување, за да се заштитат поранешни функционери и луѓе блиски до СДС и на ДУИ. Судските процеси се разлекуваат со години, се додека казните станат невозможни. Се носат судски одлуки врз основа на лажни, монтирани и подметнати докази, наместо на факти и вистинска правда. Ова е класичен пример на злоупотреба на судската моќ за елиминација на неистомислениците. Се судат лица без соодветни докази, што ја подкопува секоја правна сигурност. Истовремено, оние што навистина треба да одговараат, остануваат недопирливи, бидејќи законот не важи за сите подеднакво. Ниту еден судија не е разрешен поради политички или коруптивни пресуди,
Дури и кога се појавуваат докази за нивната пристрасност или злоупотреба на функцијата, тие остануваат недопирливи. Единствените судии што се соочуваат со санкции се оние кои не им одговараат на поранешните владеачки структури. Судиите работат по диктат на партиските структури, наместо да носат одлуки независно и согласно законите. Судскиот совет, кој треба да обезбеди професионално и етичко судство, не презема никакви мерки за чистење на системот од корупцијата. Европската унија јасно ни стави до знаење дека независното и ефикасно судство е клучен услов за напредок во евроинтеграциите. Судските реформи и владењето на правото не се само формални барања, туку суштински принципи врз кои се гради секоја демократска и правна држава. Меѓутоа, наместо вистински реформи, сведоци сме на свесно саботирање на правосудниот систем, предводено од Судскиот совет, кој останува инструмент во рацете на СДС и ДУИ, наместо чувар на правдата и независноста на судството. Павлина Црвенковска е еден од најеклатантните примери за состојбата во правосудниот систем. Нема правда, нема одговорност, нема санкции за оние што го уништуваат судството. Незиното учество во политизираното судство не смее да остане несанкционирано. Секој што придонесол за оваа состојба мора да одговара пред граѓаните и пред правдата. Ова интерпелација не е политичка пресметка, туку обврска пред граѓаните кои очекуваат правда, транспарентност и одговорност. Нашето судство не смее да биде поданичко, корумпирано и под диктат на политичките елити на СДС и на ДУИ. Не можеме да дозволиме Судскиот совет да биде продолжена рака на партиските структури и да работи во нивен интерес, а не во интерес на правдата и на граѓаните. Не смееме да дозволиме корумпирани функционери да управуваат со судскиот систем, да го штитат криминалот и да ја подкупуваат довербата на граѓаните во системот. Наша должност е да ги расчистиме институциите од луѓето кои го уништија правосудството и ја заробија државата. Сепак, треба да бидеме свесни дека овој не систем, кој е граден со децении од страна на СДС и на ДУИ, нема да се реформира сам по себе. СДС со својот став активно се бори да го задржи своето влијание во судството, преку корумпирани судии и обвинители, кои во голема мера се должни на партијата за своите позиции и за своите промоции. Наместо да бидат независни гарантори на правдата, овие суди и обвинители стануваат продолжена рака на партиските интереси, носејќи пресуди по диктат и штитејќи ги оние што им се лојални на СДС и на ДУИ. Овој процес не е случаен ниту спонтан. Тоа е системски инсталиран механизам за контрола врз правосудството, кој има за цел да обезбеди неказнивост на криминалните структури поврзани со СДС и ДУИ и да ги елиминира сите обиди за вистински реформи во судството. Затоа, почитувани колеги, ова не е гласање само за или против интерпелацијата на Павлина Црвенковска. Ова е многу повеќе од тоа. Ова е прашање на решителност, на чест, на одговорност и на визија за еднината на нашата татковина. Денес сите ние сме на тест. Денес сите ние, и власт и оние бегалците од СДС и ДУИ, треба да одлучиме. Ќе застанеме ли зад правдата или ќе продолжиме да ги штитиме оние што ја уништија? Ќе дозволиме ли Судскиот совет да остане оружје во рацете на криминалните структури и корумпираните политички елити? Ќе ја извршиме ли нашата должност пред граѓаните и идните генерации или ќе дозволиме неправдата да триумфира? Ова не е само момент на одлука, туку момент за исправување на неправдите. Државата не може да напредува ако правдата е закочена, ако судството е заробено, а ако оние кои треба да бидат чувари на правото се всушност соучесници во неговото кршење. Граѓаните не бараат зборови, граѓаните бараат дела. Бараат одговорност, а не оправдување. Бараат вистинска промена, а не продолжување на истиот корумпиран систем. Затоа, време да избереме, ќе бидеме ли дел од решението или ќе останеме дел од проблемот. Денес сите ние, и власт и оние што предмалку ги споменав, кои се срамат од нивните претходници, мораме да застанеме на страната на правдата, без страф, без калкулации, со одлучност и одговорност пред народот. Почитувани граѓани, време е за правда и време е за одговорност. Време е институциите да покажат политичка волја за вистински промени. Само со независен, одговорен и професионален судски систем можеме да изградиме општество во кое владее правото, а граѓаните имаат доверба во институциите што треба да ги штитат нивните права. Ова интерпелација е првиот чекор кон вистинска правда. Со незиното усвојување не само што ќе покажеме дека сме подготвени да ги расчистиме институциите од партиските кадри, туку и ќе пратиме јасна порака дека Судскиот совет мора да биде независен и професионален орган, а не механизам
за заштита на криминалот. Се додека судството е заробено од политичките елити и корумпирани функционери, во оваа држава нема да има правда, нема да има вистинска борба со криминалот, ниту пак има еднаквост пред законот. Затоа, разрешувањето на оваа контрола не е само политичка обврска, туку морална и национална потреба. Ова не е само прашање на институционални механизми, туку на иднината на демократијата во нашата земја. Мора да се преземат сериозни чекори за зајакнување на правосудниот систем, а правдата да не биде привилегија на одредени групи, туку право кое е достапно за сите граѓани. Павлина Црвенковска ја искористи својата функција на начин што дополнително ја разниша довербата во судскиот систем. Преку своите постапки, но и преку намерно неделување, таа стана дел од механизам кој служеше на интересите на поранешната власт, наместо да работи во корис на граѓаните и принципите на правдата. Затоа, да гласаме за интерпелацијата на Павлина Црвенковска. Ви благодарам. Ви благодарам.